Добро вечер. Вечерва во за или против, ден после првиот круг од председателските избори, го анализираме изборниот исход и што да очекуваме од парламентарните избори. Во студиото со мене се политичките аналитичари Ивица Боцевски, добро вечер за вас. Добро вечер. И Дженури Сеини, добро вечер и за вас. Добро. Боцевски, на почеток коментар за резултатите од првиот круг председателски избори. Па, според денешните... Очекувана разлика меѓу двајцата кандидати кои дојдат во и тоа го втор круг? гледате според денешната реакција од сите политички партии во Македонија. Имено и оние кои што добија ветер во грб, ВМРО ДПМН, и оние кои што се наоѓаат во лоша состојба СДСМ, денеска молчат. Значи и позитивен и негативен шок имаме на македонската политичка сцена. Покрај тоа имаме и други резултати. Македонија повеќе не е иста. Македонија е променета после избори, а ако сакат содржински како е променета, можеме да дискутираме малку понатака. Така, сакам да слушнам еден кус коментар од Дженури Сеини за изборниот исход, па продолжуваме со подлабоки анализи на бројките. Јас искрено и очекував ваков резултат, не само поради и анкетите што беа објавувани, и ВМРО очекуваше победа, но не толку висока и се позитивно изненадени. Што се однесува до, ако зборуваме подетелно за двајцата кандидати за резултативе, мислам дека Стево Пендаровски ја плати цехот на лошото менаџирање на владата, отколку што самиот што работеше во текот на петгодишниот мандат како шеф на државата. Додека кај албанскиот политички блок очекувани беа тие резултати, особено после коалицирањето за прв пат на помалите заедници што се приклучија на фронтот на Али Ахмети, но сепак мислам дека и покрај тоа што опозицијата изгуби, се задоволни од резултатот. Не е голема разликата. Не е голема разликата. Се чини дишат во врат. Апсолутно, да, таравари му дишили на врат на Али Ахмети. Мислам дека сега во вториот круг уште повеќе ќе работат на терен и нема да остават се на како да кажам на ова психолошка, би рекол, енергија што ја има до сега во текот на кампањата. Превладуваше добра енергија кај опозицијата, малце сега и кај албанскиот табор, кај опозицијата има значи како да кажам тишина владе, но мислам дека сега ако сакат подобар резултат ќе мора да променат стратегија, да не се подпрат на поддршката на Албин Курти, бејќи мислам дека, верувам дека повторно во текот на емисијата ќе зборувам, тоа им беше лош потек. Така, подетални анализи правиме подоцна за тоа. Боцевски, вие споминавте, имаме една променета Македонија, на што конкретно мислевте? Ајде да одиме едно по едно, ајде прво да ги гледаме бројките. Прво Ајде да повеќе од двојна предност за Стилјановска не само тоа, Давкова, имаме една историска бројка. За прв пат во историјата на Македонија еден кандидат за председател добил 360.000 гласови. Ова е најдобар резултат на кандидат на опозицијата во целата македонска историја. Втор најдобар резултат има Тито Петковски со 343.000 гласа во 1999 година. Тоа е првото. Второ, ова е најголема разлика измеѓу првопласираниот и второпласираниот ако се изземе еден чуден изборен циклус од 1994 година, односно изборниот циклус помеѓу Љубиша Георгиевски и Киро Глигоров, кој што беше оспорен не само од опозицијата, туку потоа беше оспорен и од луѓето кои што беа дел од коалицијата на Киро Глигоров. Исто така, ова е четврт најдобар резултат во историјата, што го има постигнато било кој кандидат. Пак, оспорениот на Глигоров го оставаме на страна. Тука е Црвенковски во 2004, тука е Иванов 2014 година, кандидат на власта. Тука е Црвенковски во 2004 година, исто така кандидат на власта, па потоа доаѓа Гордана Славјановска со овој незин резултат. Тоа е исто така историја. Друго што е историја е што ниту еднаш, на ниту едни избори во демократска Македонија, Социјалдемократскиот сојуз не добил помалку од 200.000 гласови.
Значи, без разлика дали станува збор за парламентарни, председателски или локални избори. Ова е убедливо најлошиот резултат на Социјалдемократскиот сојуз во историјата. До сега Фрчковски беше со 202.000 гласови, сега е Во Пендаровски 2009 со 180.000 гласови. И фактот што мене ме изненади, дека СДСМ падна под 200.000 гласови, го доведува под знак прашалник нивниот статус како стожерна партија во македонскиот политички систем. Што е стожерна партија? Стожерна партија е партија која што дава премиер. Прашање е дали партија која што има под 200.000 гласови може да даде премиер. Затоа што потребно е партија стожерна партија да собере околу себе коалиција. Која коалиција вие кога собирате околу себе ако имате помалку од 25 пратеници? Вам ви фала 36. Повеќе од колку што ги имате. Мислам, тоа е малку чудно. Понатаму, имаме еден сериозен пробив на Максим Димитриевски на политичката сцена. Дури да траеше малку подолго кампањата, прашање кој ќе влезеше во вториот круг. Се искрено зборуваме. Партија која што за само 3,5 месеци успева да стигне до неверојатни 83.000 гласови и тој да стигне на четврто место. Да, четврто место, тоа е за почит. Извонреден резултат. Да. Мислам дека Дали тој Левица беше изненадена? Ке дојдем таму. Значи, тој ја погоди пораката. Значи, пораката на Максим Димитриевски беше јас го носам наследството на партизанската борба, наследството на Аслом. Ја носам државотворната приказна на СДСМ од 90-тите, значи еден патриотизам, но отворен, европски граѓански патриотизам. Не она на Заев дека нам патриотизмот не ни личи, туку повторно некој социјалдемократ го прегрна патриотизмот, како што доликува на социјалдемократ, нели? И тоа даде резултати. Воедно се гледа една стратегија за понатаму која што друг пат кога дискутираме. Во однос на Левица. Левица имаше неколку грешки. Првата грешка беше во однос на изборот на кандидат. Да се разбереме, јас сметам дека еден од врвните, еден од најдобрите македонски интелектуалци е професорката Билјана Ванковска. Незините колумни за мене се навистина нешто интересно се прочита како став во секој понеделник преку Нова Македонија. Таа е интересна и како дебатерка и така натаму, но не е политичарка. И да, таа има углед. Мислите дека е лошата проценка на партијата? Да, Дали таа може има би углед, пази, Димитар Апасиев ако одеше како кандидат за председател ќе беа поинакви резултатите? Димитар Апасиев ако одеше, ке зборувавме дали ќе биде втор, трет или четврт на листата. Ке зборувавме дали може да пробие 100.000 гласови. Затоа што се покажа дека тој има реторски способности, тој умее да го привлече вниманието, умее да прати порака и така натаму, така што нема збор. Меѓутоа, професорката може би требаше малце да посвети повеќе внимание да се изгради прво себе си политички, потоа доди, а второ лошата порака. Значи, ајде да направиме една споредба. И ќе ја направам споредбата на Левица со ВМРО ДПМН. Додека ВМРО ДПМН е во 90-та година и во 94-та година на тие избори. Ги водеше битките од 1903 година, губеше на изборите. Затоа што е целта да водите вие битки од минатото? Луѓето бараат да водите политика на сегашноста. Левица зборуваше за антиимпериализам, за антикапитализам. Не баре сме 1920-тите во кралството на србите, хрватите и словенците во кралството Југославија, па сега е потребно, нели, пораката да се прати кон пролетерите, кон земјоделците и така натаму. Да, тогаш тоа било релевантно, сега не е релевантно. И сите оние потези кои што беа чудни, има еден след на потези кој што навистина јавноста не можеше да го протолкува. Од она одење на гробот на Енвер Хоџа па навак. Значи сето тоа ја сведе Левица помалку или повеќе на гласовите од 2020 година. Значи анкетите велеа дека тие комотно влегуваат во изборите, најверојатно со пратеничка група. Сега имаме со овој резултат еден голем прашалник. Дали тие ќе осват 5 пратеници, со тоа ќе осват пратеничка група, додека пак кај Максим Димитриевски има еден залет. Сега ќе видиме дали пратеничка група има, дали има и повеќе. Тука е веќе друга математика. Се, околу албанскиот блок ќе се согласам целосно. Значи, види, Али Ахмети на овие избори избега од албанците. Коалицијата на Али Ахмети со турската партија, со бошничката партија, со ромската партија, даде еден јасен сигнал дека Али Ахмети е уплашен од албанците, свесен е дека најдискриминирана структура во Македонија се албанците кои што не се во ДУИ. Тие немаат пристап до ништо во државата. До ниедна државна услуга, немаат пристап до системот.
И нормално отпорот расте. И оваа се присутна корупција, оваа здисаност на власта, нормално дека прави гнев, прави отпор. Тој отпор, Али Ахмети го забележа, и затоа се прошири кон овие муслимански малцинства. И тука се гледа колку е Дуи нетолерантен. Може да изберат барем едно, да речеме, христијанско малцинство, некоја влашка партија да земе, српска партија да земе. Ги поканија сите тие. Како? На митинзи ги поканија сите партии. Ама не ги поканија, сега во коалиција требаше да има некоја христијанска партија. Поканија и на митинзи вика секој кој ќе сака да се приклучи кај коалицијата, вратата им се не отворени. Не направија напор да направат, или може, например, некоја маргинализирана група, не знам, некоја партија на ЛГБТ заедницата да ја викнат, да кажат некој друго малцинство. Зашо мораше да се оди само со една специфична група. Така што, значи, кај Дуи тоа беше ситуацијата. Од друга страна се чини дека опозицијата најде својата формула околу Таравари. Таравари интересно и се представи, се виде дека тој уживаше во кампањата како представник нова. Инаку и мене ми сметаше тоа подпирање на Албин Курти, затоа што, пазете, на Балканот, ако ништо друго, со начинот на кој што е устроена Република Македонија, начинот на кој што албанската етничка заедница во Република Македонија е интегрирана во системот, албанците во Македонија се фактор за себе, не само внатре, тука и меѓународно. Зошто мора со еден таков статус сега тие да се борат на вниманието на тирани на Приштина, не ми е јасно. Вие кога може да сте, еве да кажеме по скопски, фраер самите по себе, што ви треба да сте друштво на некој поголем од вас? Вие сте доволно голем. Вие во Македонија кроите политика, председател на собрание, премиер, министр за надворешни работи. Зошто сега да се бориме тоа и во битката измеѓу Курти и овој, како се викаше, Рама? Ајде сега ние да видиме на која страна сме. Нелогично за мене. Зошто опште се влегува таа битка? Вие сте овде, значи вие одлучувате за оваа земја. Фактори сте во оваа земја. Зошто воопшто мора да се вмеша косовската политика во Македонија? Тоа остави едно негативно чувство во устните, исто како што остави негативно чувство за минувањето на поранешниот кандидат исто на опозицијата Блери Мрека за генерален конзул на Косово во Њујорк. И што е пораката? Дека албанците во Македонија имаат резервна татковина, многу лоша порака. Значи, од сите луѓе во Македонија, најмалку министар во косовска влада и најмалку генерален конзул требаше да биде Блери Мрека, кандидат за председател, поранешен амбасадор, дел од раководната структура на Југоисточно-Европскиот универзитет. Не бива таа работа. Замислете се македонците сега да почнат да си бараат резервни татковина, што ќе личи тоа. Така што овој дел со ветвен досија, пак ќе кажеме, грешка. Меѓутоа се чини дека формулата е најдена. Формулата е на антикорупција, на антикриминал, на злоупотреба на власта да се лови Дуи. И мислам дека тоа е добро за Македонија да се воспостави рамнотежа, затоа што една партија која што е предолго на власт доаѓа со тоа сите зла, политички и општествени, како што е непотизмот, корупцијата, организираниот крал, ќе ги набројуваме после сите работи. Така, и Да продолжам таму кај што сакав за стратегијата споменавте вие, за стратегијата на албанската опозиција, го начнавте прв Албин Курти. Да, јас мислам дека како тоа сега ќе се позиционираат му нанесе многу штета. Од проста причина. Неспорно е дека фигурата на Албин Курти уживе голема репутација кај младите албанци во Македонија, но и пошироко кај албанството, да речам. Но опозицијата правеше многу страшна грешка мислејќи дека силата на Албин што го има во терен на Косово ќе се рефлектира и во Македонија и стана, значи, многу смирени или не одзема за сериозно силата на Дуи што го имате на терен, и тоа му направи многу штета. Ова е прва причина. Втора причина, јас мислам дека реториката на последните денови меѓу Али Ахмети и Христијан Мицкоски, острата реторика или националистичката реторика, му нанесе штета повторно на опозицијата. Зошто викам вака? Еден аргумент. Пропагандата на Туи, исто како и пропагандата на ВМРО, ќе речам дека им се најсофистицирани во Македонија, но и во регионот.
секогаш кога ВМРО, значи, ќе го прикачи реториката, односно националистичката реторика и обратно, Дуи ги прави албанците како да кажем како жртва, па после се јавува како нивен заштитник или чадор и тоа истовремено ќе се покачи и наетот кај албанците да гласат за Дуи, бејќи со пропаганда Дуи прави, како да кажам, кај некои албански средини уште е присутна антивоморовската клима. И обратно, кај македонските средини е присутна антидуи клима и сето тоа му одат на прилог и на двете страни и мислам дека ова реторика е резултати на овие избори и сигурен сум дека и во вториот круг ќе ефектуираат голем број на гласови на овој потек. Јас не знам, но мислам дека преюдицирам дека пораките од митинзи на Мицкоски кон Ахмети, Ахмети на Мицкоски се усвари некои пораки за преговарање на идната влада, бејќи неспорно дека и ВМРО и Дуи се во пол позишн на 8 мај, имат голема психолошка предност и кај неопределените... Да, но се чини цврст ставот на опозицијската ВМРО ДПМН кога се зборува за коалицирање, дека Дуи биле тие кои први го напуштиле принципот. Да, на тоа ќе се повика дека Дуи први го... кампањата ВМРО ја водеше повеќе контра Дуи, дека повеќе се занимаваше со Дуи. Да, на тоа правеше контраефект кај албанската опозиција. Албански, ви реков, кај некои албански средини има уште постоја антивоморовската клима. И се создава мислењето дека најголеми заштитници на албанците се Дуи баш за нив и го гласат и спротивно. Македонците кои што преовладува антидуи клима за да не им ја земат државата, бејќи Македонија повторно твоја, усвари значи дека некој им ја зема државата. Кој им ја зема државата? Дуи и ќе гласат за ВМРО. Да помане. Не сте во право. Значи ова е дел од пропагандата на Дуи, ова не сте во право. Не сте во право. Апсолутно да. Апсолутно да. Не сте во право. Значи не сте во право. Ова реторика им оди во прилог и на ВМРО и на Дуи. Која реторика? Значи националистичката реторика. Националистичката реторика. Националистичката реторика. Каде? Односно антидуи реторика. Ама тоа не е националистичко, тоа е антидуи. Ама не како? Како? Синтагмата Македонија повторното твоја не ви изгледа националистичка. Тоа значи дека една една криминална клика околу Дуи и СДСМ. Не. Како не? Ама Мицкоски со таа реторика треба да знае дека му прави штета на албанската опозиција ако сака стварно да ги има за партнер во идната влада. Ја не видов, знаете ли и вчерашната пресконференција мислам дека многу сгреши кога кажа дека му се јавив на Таравари. Добро. И му честитав за добриот резултат и демек го поканил да преговараат за идната влада. Сега Таравари покај тоа што имаше добар резултат изгуби. И знаете дека во многу општини албански излезноста беше многу помала, ниска и помала отколку пред 4 години. Добро. И тие сега гласачи сигурен сум дека повеќе од 50% ќе гласат за оној што е победник. Со тоа Мицкоски ќе му ефектуира со такав вокабулар уште повеќе гласови на Дуи и по обратна насока Дуи ќе му ефектуира гласови на Мицкоски. И јас не ја исклучувам повторна возможноста дека на крај ВМРО ќе прави влада со Дуи. Буцевски ќе се согласите ли? Не согласувам, јас национализам морам да кажам дека национализам во изминативе години од 2017 година навака гледам само кај Дуи. Значи да се разбереме. Јас сакав за слогано да кажам Македонија повторно твоја како дека јас барем го разбирам дека се враќа кај граѓаните. Со пропаганда. Тоа е дека граѓанинот, сега да се ве сослушам. Граѓанинот си ја враќа државата во своите раце. Која зема државата? Нормално ја земаа криминалните клики околу Дуи и СДСМ. Тоа е едно. Второ, јас сум граѓанин на Македонија и ја бев фрапиран што еве во 2021 година на предизборен митинг на Дуи во Кичево
Артан Груби кажа дека Кичево бил воен плен од 2001 година Јас не и оправдам дека такви говори. македонец не смее да биде градоначелник на Кичево. А повикот на Мицкоски тоа не е дека не национализам, смее да се што е гласа тогаш? во Што е изборна тогаш? единица Да. 3 за пратеник на ДУИ. Не, прашаме, ако ова не е, што е национализам, ако ова не е национализам? Значи, вие велите јас дека не еден спорам град во Македонија, во еден град во Македонија не може, не македонец не може да биде градоначелник. Па Скопје имал градоначелник турчин во комунизмот. Точно. Скопје имал градоначелник албанец во комунизмот, така ли е? Што бил проблемот? Немало проблем. Како тоа сега не може да не ми е јасна оваа риторика. Значи, А она јас што не сакам да оправдувам кажам- ваква риторика. Па и јас не ја оправдам, тоа кажам. Друго, ако градиме заеднички куќа, и ако комшијата не загрозува, Океј. не може со комшијата да се ортачиме, ако градиме заедничка куќа. Македонците велат дека лоша е преговарачката рамка, лошо договорот со Бугарија. Дуи инсистира дека е добар, тоа не е во ред. Значи, ако живееме заедно и градиме заедничка куќа, и вие велите, не ми се допаѓа, комшијава ме напаѓа. Ако градиме заедничка куќа, јас сум со вас, не сум со комшијата. Дуи е со комшијата, на шо личи тоа? Мислам, ова ме возбудува затоа што ако гледате, над 2/3 од гласачите гласаа против бугарскиот предлог. И Дуи вели нема врска. Како тоа? Па зошто постои демократија? Зошто гласаме? Значи, Дуи мора да се свести дека ако градиме штом градиме нешто заеднички, мора така да се однесуваме. Се не може со Охридскиот рамковен договор. Оваа држава ја трансформиравме со цел да излеземе во пресред на барањата на албанците. Верете тоа, ја немам проблем со ништо од тоа. Меѓутоа проблем е кога македонците се загрозени да не им се излезе во пресред. Кога се гласаше Преспанскиот договор. Требаше се воздржат сите пратеници албанци, не да гласаат за. Затоа што тоа беше прашање врзано со македонците. Кога се гласаше за преговарачката рамка, требаше се воздржат пратениците албанци. Ако веќе не гласаа за, како што гласа мнозинството од македонците. Значи, без почит нема градење заедничка куќа. Тоа е проблемот со Дуи. Дуи е потопен во еден едноетнички шовинизам. Не, дозволи, како не. Кога го бира како се викаше Талат Џафери за председател, како беше прославата? Се влезе во кабинетот, се пеа патриотски албански песни. Тоа е прослава на граѓанска Македонија. Што не пеа рок песни? Еве, што не пеа Бибил Рок еве. И што врска има што песни пеа? Како што им врска има? Не. Што е символот кога пеете патриотски песни? Символот е ние нешто освоивме. И македонците тоа така го гледаат. Ако сакате граѓански да гледате, па пеете ве од Осоле Мио од Павароти, зашо не ја пеа таа? Зошто не испеа еве Шоте? Или зошто не испеа Рока Мандолинен? Еве, прекрасна песна и македонците ја знаат и супер. Наместо тоа се пеа песни кај што се востоличува албанската нација. Албанците многу порано ги надмине овие етничките пречки и тоа апсолутно да. Албанците гласаа за македонец председател на државата да биде и ти многу добро го знаеш додека македонците за Пендаровски гласа повеќето за Еванов, за Трајковски. Стана председател? Стана. Ма гласа ли? Дали стана? Дали гласа? Па гласа. Мнозинството гласа? Не. Мнозинството ќе гласа кога ќе излезе еден кандидат. Не. Види, кога ќе излезе еден кандидат кој што ќе рече: "Јас вас ќе ве поведам против преговарачката рамка. Јас исто така и мене ми смета Северна кога што ви смета." Ќе гласаат македонците за него. Што имаат проблем македонците да гласаат за албанец кој што ги штити нивните национални интереси? Пример. Таравари на кампањата вика дозволи, прва работа вика што ќе го направам. Ако станам председател, ќе одам во Брисел и ќе барам гаранција дека Европската Унија нема да постави веќе ниту еден услов врз македонците. Така. Врз македонците. Добро. И дека со тоа ќе се осигурат македонците дека нема да бидат и дека ќе се заштити и идентитетот и јазикот и зошто не беше изгласан тогаш. Како? Зошто не беше изгласан од македонците таравари? Заради минатото. Сега во минатото знаел да дава и други изјави кои што одеале во друга насока. Значи во политика треба да си конзистентен. Еве, ја можам да се пофалам со конзистентност по овие теми. Еве, ме гледаш, кога станува збор за албанските културни прашања,
буквално немам проблем. За разлика Ни од никако проблем немам, да. И околу прашањата со потребата на јазикот и немам проблем. Тоа е мојот профил. Значи јас со тоа настапам, со тој образ настапам. Апсолутно. Ама сега ако одам од насока не треба, па треба, па можеби, која порака ја праќам? Не праќам оваа порака, ме сваќаш. Значи, она што јас сакам, она што ја го кажам, дека мислам дека и Македонија го има тоа надрасното и Македонија нема проблем ни со премиер албанец, со председател албанец, со градоначелник на Скопје албанец, со било што, така? Проблемот е само човек што ќе ги штити граѓанските интереси, националните интереси, државните интереси. Буцевски се ини, Тоа е целата работа. Во вториот круг одат двајца македонци кандидати, Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова. Дали корпусот гласови кај двата блока на албанците може да биде пресуден за вториот круг од председателските избори, еве и сени? Па, прво ќе кажам, можно е да се со една работа да се согласиме со Буцевски. Разликата меѓу двата кандидати кои ќе влезат во вториот круг зборува многу за владењето на СДСМ и за револтот на граѓаните кон Европската унија. Тука се согласувам, бејќи Македонија правеше многу, отстапи многу и на крај не доби ништо. Значи не ги отпочна преговорите, значи услов по услов и сето тоа донесе, како да кажам, една лоша слика и за самата Европска унија и евроскептицизам меѓу граѓаните. И затоа Па добро, анкетите не покажуваат дека расте Ма не, евроскептицизм. Гордана Силјановска, вие гледате како евроскептик? Не ме разбира. Па не, Мислам дека граѓаните го казнија ССМ и целата влада и тоа треба да биде порака и за Европската унија, бејќи нели ССМ се промовираше и целата влада дека е проевропска, дека прават се за да отпочнат преговори, дека отстапија многу, тука се согласувам. Променија име и договорот за добро соседство на Бугарија, сето тоа не беше доволно да се отпочнат преговорите и граѓаните дадоа една порака вчера дека се незадоволни. Првата работа. Втората работа е дека вчерашните резултати и покрај тоа и покрај убедливата победа на ВМРО ДПМН околу 170.000 180.000 повторно ништо не е јасно. Како мислите ништо не е јасно? Не е јасно бејќи тука За вториот круг? Да. Бејќи Таравари има 85.000, Бујар Османи има 120.000 гласови, не 120 има. 120. 80 и нешто илјади имаше. 83 Максим Димитриевски. Јас мислам дека победата, убедливата победа на ВМРО ДПМН ги тера да размислат и албанските партии. И ДУИ и ВЛЕН, односно Вреди, да. Зошто викам вака? Јас мислам дека ако веќе сака, и двете се промовира, дека се промовира и имат јасни ставови, дека се за уставните измени да се извршат. Тука, меѓу Пендаровски и Гордана Силјановска, има разлика, бејќи Пендаровски е за уставните промени, додека Силјановска не е. И ако судиме по овој аргумент, вчера требаше и двата албански субјекти, бидејќи веќе нивните кандидати не можеа да влезат во вториот круг, веднаш да кажат дека ние, например, ќе гласаме или ќе го поддржиме едниот кандидат. Но победата, убедливата победа на ВМРО ги тераше да не одлучат веднаш. Јас мислам дека молчењето на двете партии е една порака до ВМРО ДПМН или кокетирање или не знам како да кажам, дека се спремни за разговори. Дали ќе смени ДУИ реториката после вчерашните резултати? Што очекувате? Не само ДУИ, не. И двете партии ќе сакат уште повеќе да ефектуираат гласови. Јас сум сигурен дека ВМРО ќе добие уште повеќе.
Ќе видиме. Не, ќе добие, апсолутно дека ќе добие уште повеќе и дуи може да добие уште повеќе. Но нема да биде риториката со толку голем интензитет како во првиот круг на претседателските избори. И не ја исклучувам апсолутно можноста дуи да прави влада со ВМРО ДПМН покај тоа што Мицкоски преферира со албанската опозиција и тука ќе се повика дека први што го скршија правилото победник се победник е дуи тоа е сосема легитимно од неговата страна да постапи вака. Јас мислам, покај тоа што е легитимно, јас не сум за да влезе една губитничка партија кај албанците во владата, но сепак тие си ги знаат неговите математики. Ова го зборам, Ивица, и ти знаеш дека имавме случај кога губитничка партија формираше влада. Имавме, точно. Тоа е легитимно, викам. Не викам дека не е легитимно. Кај нас во досегашното искуство. Бејќи ВМРО изгуби, но дуи го прекрши правилото и СДСМ со помалку освоени пратеници формираше влада. Да, точно. Но викам како се рефлектира кај албанскиот политички табор. ДПА, откако во 2006 влезе покај тоа што изгуби, влезе во владата, од тогаш па до денеска сега е само со еден пратеник, а беше политичка сила. Добра, ама алијанса е во голема сила. Која алијанса? Алијанса на албанците на Таравари, предходно на Таравари и на Села, фактички е веќе е поделена, затоа те прашам. движењето на Арбен Джафери, кое што по друго име, без Мендуктачи, си го продолжи својот живот. Тие се луѓето сега, да се разбере. Одиме на еден блок реклами и продолжуваме, Буцевски, со вас како сметате дека ќе се прераспределат гласовите од останатите кандидати во вториот круг. Почитувани, останете тука, за кратко сме назад во студиото, продолжуваме со анализата. Продолжуваме со анализата и со разговорот за изборните резултати ден после првиот круг од претседателските избори. Боцевски, како очекувате да се распределат гласовите од останатите 5 мина кандидати за претседател кои се тркаа во првиот круг? Вчера Македонија сврти опозицијски, така што тоа нема да остане без последици за вториот круг. Јасно е кои се гласовите на опозицијската страна. Фактички на владината страна се само Бујар Османи и Стево Пендаровски. Сите останати кандидати се кандидати на опозицијата. И Македонија вчера доминантно прекрши опозицијски, значи зборуваме дека некои неверојатни 70% од луѓето во Македонија повеќе гласаа за опозицијата. Тоа е респектабилна фигура и тоа е резултат на едно владење од 7 години кое што произведе резултати какви што произведе. Резултат на една реторика која што произведе работи какви што произведе и на една цела серија национални порази за Македонија, почнувајќи од катастрофалниот Преспански договор, чии што последици уште долго време ќе се чувствуваат. Преговорите со Бугарија кои што заврши на еден неславен начин и кои што предизвика фактички летото 2022 година, кога Македонија обединета одеше на площадите и пресудија на оваа власт. И тогаш да се идеше на избори ќе беше ист овој резултат. Впрочем, најнелогична одлука во Македонија е одлуката на СДСМ да не оди на избори после оној пораз во 2021 година. Тогаш требаше одат на избори. Немаше да изгубат како сега. Или ќе најде начин да се обноват власта, така ли? Како што направи премиерот Санчес на Шпанија. Наместо тоа избра оваа стратегија, изгора на тоа, уште влегува во една авантура со Бугарија која што беше тотално непотребна. Тотално непотребна. И сега новата власт има цела серија работи што треба да ги решава. И националниве прашања, и корупцијата, и организираниот криминал, и економскиот раст. Затоа што ако нешто потврди оваа влада, потврди во делот на економскиот власт и потврди во делот на реалното владење со државата. Кризата со пасошите ги разбуди македонците, која вика македонците, мислам на граѓаните на Македонија, дека има една неодговорна власт. Значи, елементарна математичка операција. Значи, вие треба да видите колку луѓе
земале пасоши, колку луѓе треба да земат И пасоши. уште имат проблеми со тоа. Значи собирање и одземање. Нема тука некои Уште се случува со тие. криви логаритми и така натаму. Собирање и одземање. И тоа требаше некој да се организира. Тие промашија тоа да го организираат. Многумина мисле дека тоа е намерно, ја не мислам дека тоа е намерно. Тоа е буквално едно лицето на оваа власт. Една тотална незаинтересираност за владењето. Да не зборам за овие крупните корупски скандали како Бехтел и Јенка, мислам. Отворен договор со инвеститор за градење на автопат, тоа е дупка без дно. Која што ќе биде јаже околу вратот на било која идна влада. Видовте дека овој автопат од Кичево до Струга, не ми е јасно зашто тој автопат веќе не го возиме со години, а не знам дали знаете дека автопатот од Скопје до Штип уште нема направено технички прием. И компаниите Гранит и Бетон уште немаат исплатено средства за изградба на автопатот. Колку 5 години се возиме по тој автопат. Значи, една тотална откажување од дневното владење, од дневното управување со државата и на крај сметката дојде. Ова е сметката. Значи, џабе вие зборувате за Европа. Они себе се прогласиле за европејци. Тоа е ко да речеме дека еве јас себе се прогласам за шампион во кикбокс. Ја да излезам на ринг со некој што е 1500 на листата, ќе ме претепа. Они се прогласија за европејци. Ова ли е Европа? Значи, една тотална неспособна. И сега се доведуваме... Извештаите покажуваат и на сед департаментот. Да. Сега се доведуваме во една абсурдна ситуација. Во борбата за корупцијата. Корупцијата, сиромаштијата, инфлацијата, додека во Европа стагнираше, кај нас растеше. Мислам дека сега треба да им дадеме еден излез. Значи, во моментов, еве, ќе даваме бесплатни политички совети. Значи, во Македонија постои едно огромно гласачко тело кое што не сака да гласа за ВМРО-ДПМН. И тоа гласачко тело во моментов си бара дом. Еден таков дом понуди Максим Димитриевски, го препознаа, се слеја кај него. Меѓутоа, СДСМ исто така се уште има шанси да биде партијата на дом на ова граѓанско тело во Македонија, патриотско граѓанско тело, отворено, космополитско и така натаму, кое што себе си така се дефинира и не се препознава со пораката и со символиката на ВМРО-ДПМН. Значи, тие да се паметни, во моментов треба да изиграат неколку државотворни потези кои што нив ќе ги вратат во игра. Првиот потек е многу едноставен. Значи, Стево Пендаровски треба да прв пат во својата кариера да стане председател, на 2014 година во политиката, ниту еднаш не стана председател, ако 5 години беше. Видовме празно дело наводно. Значи, он треба во наредните 2 недели буквално да ги искине 3 рала чевли од екипа Македонија, убедувајќи ги луѓето да излезат да гласаат на избори. Не е битно дали за него или за Слимамска, да излезат и да гласаат. Тоа прво. Второ, СДСМ во својата анализа треба да ги тргне сите погубни политики. Тие се треба да бидат погласни против францускиот предлог, погласни против Преспанскиот договор. Да, иако во нивната кампања можеше да се забележи дека северна речиси не се употребува. Не, малку е. Значи, а решението? Така, молам? Решението? Значи, сакам да кажам, значи, тие во моментов веќе ако се погубни треба да даеш друго решение. Па решението е Таравари убавери. Таравари има и став како Силјановска. Гаранции. Еве спојката како Таравари. Сакаш да кажеш дека ВМРО може да отстапи ако има гаранции силни за останалите измени. Прочита што пишува во програмата и на Силјановска и на ВМРО, што пишува? Јас нема што пишува во програмите. Тоа што го збореве, значи силни тврди гаранции дека ова е крајот и дека Македонија послова влегува во Европската унија. Тоа е тоа. А во делот на Преспанскиот договор пишува дека нема да има авантури, но дека прашањето останува отворено. Додека не се создадат услови, еден ден Македонија се го врати своето уставно име. И да се тргне неправдата што ја направи Заев, затоа што тоа што се случи беше неправда. Кога СДСМ ќе застане пак на овие позиции, ќе има шанса пак да стане стожерна партија. Или ако не СДСМ, тогаш Максим Димитриевски, тогаш некој друг од тука сакам да ве прашам, сакам да кажам, значи, во моментов во наредните 2 недели СДСМ треба да игра за историјата. Политичарите кои што се наоѓаат во моментот во СДСМ. Не се сите таму потрошени политичари. Мислите дека на карта на историја ќе можат да добијат повеќе гласови? Токму заради тоа, види, не се сите политичари во политика ради корупција, не се сите политичари во политика ради затоа што се егоманијаци,
неголемиот дел од политичарите се таму затоа што навистина изворно веруваат дека може нешто добро да направат. И такви се и повеќето луѓе во Социјалдемократскиот сојуз. Кога велам играат за историјата, играат и за својата роља во историјата. Ако сакаат да изиграат таа роља, наредните 2 недели треба да се на терен, да ги дигнат своите избирачи, да ги однесат на биралиштата и за председателски избори, и за да и за не парламентарни. Успеат ли се ини да ги Не е битно, мотивираат? но битно е да ги има. Битно е да се тешко вратат во дека ќе ги игра. мотивира. Ќе успеат Мора. ли и се Тешко. ини и што Мора. Ако кои се сакаат да вашите преживеат Кога сме партија. кај плебањето на гласовете, кога прашавте, јас би се надоврзал и со една пресконференција што кажав порано за денеска на Европскиот фронт, сигурно сте го следеле, кога го праша новинарите Скендер Реджепи дека кога би го поддржале вториот круг, тој вика ако ме прашате мене ниту еден. Значи, праќа порака, индиректна Дека порака. оставаат на гласачите, Оставаат на гласачите сами го или на бојкот, но тоа е знак прашалник. Јас велам дека особено Максим Димитриевски, бидејќи ССМ, ВМРО и ДУИ се силни, сепак се силни на терен и ги знаат, мислам, гласачите по име и презиме. Додека Максим Димитриевски е, како што каже Ивица, веќе 3-4 месеци на политичката сцена и гласовите не ги има в джепи, не ги знае. Не ги знае тие гласачи како ВМРО, СДС и ДУИ. Овие 80 и нешто илјади гласови кај Максим Димитриевски се олика на огромно незадоволство од ССМ што се прелева, значи, кај Максим Димитриевски, но тоа не мора да значи дека сите ќе гласат за Стево Пендаровски. И преска зборувавме, можно е, јас не исклучам можноста во вториот круг граѓаните да излезат и да прешкртат изборните листи и да има многу неважечки. Но според математиките и тоа би било во корист на Силјановска. На Силјановска, да. Само да кажам, и но, неважечки значи, да. Но Значи, Стево Пендаровски не игра- исклучувам извини. можноста и двете албански блокови да повикат на бојкот со намера да не се стигне процентот 40% за председателските избори, во случај ниту една партија да не го прифаќа условот за председател после 5 години да се изгласа во собрание со Бадентер. Значи, ја мислам дека еве, ако игра за својата роља во иднината на македонската политика и во историјата, Стево Пендаровски треба да го одбие ова кобарење и треба наредните 2 недели да се посвети само на тоа. Да ги изнесе гласачите на СДСМ на избори. Оној од СДСМ во моментов, кој што ќе ги мобилизира гласачите, кој што ќе покаже живот, има иднина во македонската политика. Под услов, нормално, некако Димитар Ковачевски вчера во отворачкиот говор во првите 2 минути 5 пати кажа Северна. Туку напротив, оној што ќе излезе јасно, стамено, рационално. А зошто кажа Северна? Па затоа што мисли дека на тој начин некој ќе дојде ќе му помогне. Греши. Да ги добие албанските гласови, затоа кажу. Па греши. Па ги губи македонските гласови. Да, но сепак се И опрашање што пре? 200.000 гласови. Ебе добро, неговите Полош 180 резултатот овој ССМ не може да може. има. Не Не верувам. верувам. Па еве нека каже уште 10 пати Северна, ќе видиш Овој како може да го овој е преполови. најлошиот резултат и полош од овој не може. Може. Значи, Не верувам. еве нека каже уште 10 пати во говор Северна и ќе видиш како може да го преполови и тие гласови. Добро, овој денот ќе Ако биде не- уште да. поинтересно. Ако не му е Да, јасно, што не тоа. очекувате во следниве Значи тоа 2 сакам да недели кажам, значи во кампања? моментот и тоа. Друго, играат исто така за иднината на оваа земја. Значи без разлика, ВМРО ДПМН има нов тим, меѓутоа секоја партија која што нема кочница, која што нема опозиција, знае да се подзаборави. Значи Социјалдемократскиот сојуз во моментов игра и за демократијата во Македонија. Колку побрзо се разбудат и излезат на биралиштата и покажат живот, толку подобро за иднината на демократијата во оваа земја. Ќе видиме дали тоа ќе биде така. Јас се надевам дека сепак таму останаа политичари кои што мислат и натаму во Македонија се занимаваат со политика, мислат да го организираат и да го артикулираат барањето на ова гласачко тело кое што не сака да гласа за ВМРО ДПМН. Значи, судбината на СДСМ се крши во наредните 2 недели, дали тие ќе обстанат како партија и сликата
за Стево Пендаровски како политичар се крши во наредните 2 недели. До нив е дали тоа ќе го изиграат како што треба или пак ќе заминат неславно во историјата. Што очекувате од Максим Димитриевски, од неговата партија Знами, од Левица? Дали можеби Левица ќе имаат подобар резултат на парламентарните Ќе избори? видиме, значи дел од анкетите покажа дека можеби, не можеби сигурно, голем дел од бирачите на Левица ја препознаа Гордана Силјановска како нивни кандидат. Гласот заминат. Во политиката има едно правило, гласот кој заминал тешко се враќа. Така што ќе видиме тоа. Гласачите на Левица веќе знае дека нивната кандидатка не може да има шанси добро, за ама втор. И сепак, затоа гласа директно за Силјановската, но за парламентарните избори јас Но мислам види, дека повторно ќе има повеќе гласови. Ветерот во грб е стожерната партија од опозицијата ВМРО-ДПМН, тоа е јасно. Исто така ветрот во грб во однос на ова гласачко тело што сега го опишувам, значи едно гласачко тело кое што не сака да го закружи ВМРО ке Максим Димитриевски, доколку СДСМ не покаже живот во наредните 2 недели, сега тие луѓе имаат опција, нели, како што реков, за кого да гласат, но за демократијата во Македонија е значено СДСМ да се разбуди. За демократијата во Македонија е значајно Стево Пендаровски еднаш во животот да изигра президенцијално. Не видовме една негова президенцијална одлука, ајде сега нека изигра президенцијално и нека возможи да се заврши изборниот круг, да се избере председател и конечно да го видиме и него да честите на против кандидат. Уште сосема неколку минути до крајот. Честиташе на Иванов првиот пат кога изгуби. Честиташе. Не, честиташе. Токму тоа е проблемот. Не честиташе никога. И се и ништо, како очекувате вие да се позиционираат партиите и како да изгледа политичката сцена по парламентарните избори? Тука никој не спомна дека пред почетокот на кампањата на првиот круг на председателските избори сите албански политички партии, значи и Вреди и Европскиот фронт склучија договор дека нема да отстапат ниту никоја од две барања. Уставните измени, бирањето председател во собранието. Сега се поставува прашањето, може би после 8 мај ќе имаме и политичка криза околу формирањето на владата. А јас мислам дека Дуи ќе влезе многу покомотна во овие преговори, зашто велам покомотна, бидејќи го има Талат Џафери како премиер. И што повеќе ги одговлекува разговорите, оно што нема да отстапи од неговите барања, нема да му направи штета на Дуи, но можно е да му направи штета на институциите, бидејќи ќе бидат, како да кажам, парализирани во овој аспект. Значи, јас не исклучувам политичка криза од овој аспект околу отстапувањето на... Али, чекајте, прашам, ова е фактот што од македонците 3/4 гласа против ова. Тоа Дуи не го гледа, тоа Вреди не го гледа. И нема право на нивни барања Дуи? Не велам дека нема право на нивни барања. Ама вие кога имате со некого, пак велам, со некого градите куќа и гледате дека тој македонците ова не го гласа за сакам. премиер Албанец и повторно стана премиер Албанец. Без разлика дали гласа сега против таа идеја. Јас не исклучувам. Нема, ова ми е чудно Ивица, сега. слушај. Ама не е во ред, извини се. Сега стварно се нервирам. Сега, тоа што македонците го бараат нема врска, ама мора да се слуша тоа што го бараат Дуи. Како тоа? Погрешно ме перцепира се. Па така велиш? Не, апсолутно не. Дуи тоа го зацртал и Дуи влегува во тие преговори и мора да се реализира тоа што Дуи го бара. Не, викам дека тоа што македонците се против тоа нема врска. Ако добро го разбрав и Сеини дека заради тоа може да настане политичка криза, гледате ли вие можност за такво нешто? Не гледам, токму заради ова, види се. А викаш дека лесно ќе се договарат ВМРО и Дуи. Ама не се слепи бе. Гледа дека сега како дали викаш дека ќе бидат лесни разговорите за формирање влада? ВМРО-ДПМН со овој мандат треба да направи политичко самоубиство заради барање на Дуи. Чекај малку. Ако не отстапат и албанската опозиција? Чекай, дозволи. Не, јас не викам дека не се го право. Ова што ми е чудно. Што, значи зборуваме за фундаментални барања. Значи гласачите зборуваме за политичко самоубиство. Значи ВМРО ако ги прифати барањава на Дуи, така ги снема како политичка сила. Дали ако Дуи отстапи од овие барања ќе ги снема како политичка сила? Не. Нема. Па нема. Јас викам дека покомотно ќе влезат Дуи во преговорите. Добро, те разбрав сега, извини. Океј, те разбрав. И сосема на крај, во неколку секунди, во пола минута ако може, очекувате денеска се оцени дека во изминатите 2 недели сме доминирала негативната кампања.
Дали очекувате да продолжи или да се заостри реториката во следните 2 недели или можеби ќе гледаме попозитивна кампања насочена кон проектите? Јас сум поборник на попозитивна кампања, бидејќи треба во кампања да има политичка култура, а не да се заостри реториката. Но и за на крај треба да кажам само уште нешто. Без дека се надевам дека во иднина веќе нема да имаме техничка влада, бидејќи со тоа праќаме многу лош сигнал и до Европската унија. Зошто викам вака? Веќе техничката влада е за организирање избори. Значи ние не сме способни со една легитимна влада да организираме демократски избори, а сме аспиранти за Европската унија. Тоа е лоша порака за Македонија и верувам и сакам да се договарат повторно политичките лидери или чинители на оваа држава дека веќе ова да биде последна техничка влада во Македонија. Уште понегативна кампања. Мислам дека сме земја членка, и... нели како земја членка на НАТО, таму е клучен сојузник Соединените американски држави. Ние сме една од ретките во светот кој што има техничка влада. Не, ако гледаме како изгледа кампањата кај за овие избори, не сме ни толку лоши во однос на негативната кампања. И кампањата Трамп-Бајден е таа е многу отровна и многу. И лични дискредитации. Во политиката понекогаш сакаме да ги потцртаме разликите, па дури ги правиме малце поостри од колку што навистина се. Во конкретниот случај не е така. Во конкретниот случај баш се изоструваат многу јасни разлики во овие 7 години. Набојот е тој. Значи да се разбере, негативна кампања има кога има негативен набој предизвикан од лошо владење, добро владење, контроверзни одлуки, добри одлуки и така натаму. Значи, ако се иде добро во една земја, нема негативна кампања. Јас не сум од оние кои што идат со вредносни судови. Што ме негативна кампањата има, зошто е негативна кампањата? Ви благодарам за гостувањето. Останува да видиме што ќе не чека. Во следниве 2 недели кампањата продолжува. Партиите веќе повторно се на терен со граѓаните. Почитувани, ви благодарам за вниманието и довербата. Останете со програмата што е нуди Алфа. Пријатно.